Во општина Берово дојде предлог за извршување од страна на извршител на 29 март 2017 година по основ на пресудена пресуда за исплата на долг за изградба на регионален водовод кој бил граден во 2002 година и не знам тогаш зошто не бил платен или пак бил платен, а луѓето од Пелагонија повторно успеале да обезбедат некакви документи, во тоа да не навлегувам, но ние, иако на тужбата главното побарување беше од 15 милиони денари, успеавме да докажеме дека за тоа што не тужеа негде не е градено и не е реализирано, него правеле тие тоа и бевме осудени да надоместиме долг од 7 милиони и 800 илјади денари со плаќање на камата и затезна камата од периодот на градењето, тоест од 2002 година до 2017 година март месец. Така да општината е блокирана веќе повеќе од половина година и така се... Вкупниот долг во моментот кога ни стигна предлогот за извршување од страна на извршителот, значи долгот и каматата и затезната камата и сите трошоци кон извршителот изнесува негде околу 32 милиони денари или тоа е од прилика едно 50% или половина годишен буџет на општината, основниот буџет на општината. Како функционирате сега со... Па имаме потешкоти со блокираната сметка, ние добивме лимит за да ги измируваме, тоест наплатуваме основните работи кои ќе мораме да ги обезбедиме, да го обезбедиме непреченото функционирање на локалната самоуправа и со тој лимит некако се трудиме да работиме и да ја ставиме општината во функција на граѓаните. Така споменавте за водовод кој бил граден во 2003 или колку што јас разбрав, воопшто не бил граден. Да, еден дел во тужбата кој се зборуваше дека бил граден, воопшто не бил граден и тоа успеавме да го докажеме преку вештачење, а пак еден дел за кој се има подпишано и градежни книги и ситуации и од тогашниот главен архитект на општината и тогашниот градоначалник на општината кој воедно бил и директор на Пелагонија, тогашно што го градело, пишувале, подпишувале и така, тоа не го наплатили.